Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, денеска Советот на општина Прилеп ја одржа својата 30-та седница. Како по значење од точките кои што се разгледува на денешната седница би ги издвоил следните. Најпрво сакам да ги информирам прилепската јавност дека Советот донесе програма за субвенционирање на линиски превоз кој што би сообраќал од градот кон населените места. Тоа после 2019 година беше прекинато како процес, еве сега се обидуваме да го воспоставиме и во програмата за субвенционирање се дадени паралелно и уште две други одлуки за тоа во кои населени места ќе се сообраќа и која е субвенцијата која што ја дава општина Прилеп. Во одлуката стои дека општина Прилеп ќе ги субвенционира превозниците со 15 литри гориво на поминати 100 километри на изминати и се утврдени предлог цени кои што би требало да ги имаат превозниците кои би сообраќале на овие линии. Понатаму ќе се донесе и правилник како ќе се направи јавниот повик и кои ќе бидат критериумите за превозниците на патници да можат да учествуваат на овој јавен повик и да ги користат субвенциите кои што ги дава локалната самоуправа, односно општина Прилеп, а со тоа позитивниот момент со оваа одлука е што граѓаните од населените места ќе имаат редовен линиски превоз кој ќе сообраќа од градот кон нивното населено место и обратно, што значи дека ќе им се олесни животот на граѓаните од тие населени места. Би било добро да ги информираме нашите сограѓани дека овие линии би се сообраќале до најоддалечените населени места во нашата општина. Тоа е прво и најзначајно Прилеп Витолиште, каде што досега граѓаните плаќаја преголеми цени за превоз со такси услуги користење или со некој друг вид на превоз и со тоа обезбедуваме една редовна комуникација на тоа едно од најоддалечените населени места, повеќе од 50 на километри од центарот на градот. Понатаму линија која што ќе сообраќа до сите населени места, но најоддалечено населеното место Чепигово, понатаму до населеното место Подмол, до населеното место Мажучиште и до населеното место Радовил. Значи сите краеви на нашата општина ќе бидат опфатени со овој линиски превоз. Се надеваме дека ќе има сериозна конкуренција, дека ќе има превозници кои што ќе бидат заинтересирани за да го извршуваат овој превоз.